Граѓанските еколошки иницијативи обвинуваат дека југоистокот плански се труе со отворање на десетина рудници на мала површина. Ангел Наков од Гевгелија, која започна антикампањата за рудниците, вели дека се подготвуваат пријави за бивши функционери кои овозможиле издавање на 22 концесии за геолошки истражувања. Верували или не, 22 концесии за детални геолошки истражувања за овие металични минерални суровини, како што ги викаат, тоа се бакар, злато, во принцип сребро, се издадени во Република Македонија, од кои 4 се веќе со концесија за експлоатација. И да знаете дека без исклучок, македонската јавност мора да знае, без исклучок, сите се врз главните извори на вода за пиење и вода за снабдување на земјоделието, се издадени концесии врз тоа наше природно богатство, основниот извор вода. Сега да не ги наредам сите, да ги редам од Кавадарци по понатаму. Во постапката, трагедијата да биде уште поголема, во постапката за издавање на овие концесии, ние за период од 2 до 3 дена до јавното обвинителство на Република Македонија покренуваме кривична постапка, значи имаме основа на сомневање за сторени кривични дела, и тоа во низ на огромен број државни функционери од претходната власт, на огромен број службеници, порачатели и изготвители на студии. Драматично е што дури не се ни потрудиле да тие податоци на некој начин ги средат малку од малку. Еве ќе ви кажам еден банален податок. Отворете на веб страната на Министерството за животна средина, побарете ја стратешката оценка за влијание на проектот Казандол врз човековата околина, ќе видите дека е аплициран фалсификуван документ. Вика, документот е изработен во постапка тргнат во 2015, подпишен од управителката во 2014. Мислам, нонсенс, официјален државен документ на официјална веб страна на Министерството. Ова е само еден пример, ви кажувам. Значи, покренуваме таква постапка и затоа сме убедени и знаеме дека ова зло ќе престане, ќе застане, и затоа ние бараме времена мерка веднаш да престанат овие активности. Исто се однесува и за Иловица и за сите други концесии, и да знаете дека никој не е поштеден, почнувајќи од Старо Нагоричане, Крива Паланка, Пробиштип, Пехчево, Делчево, Берово, Штип, Радовиш, Струмица, Босилево, Ново село, Гевгелиева, Ландово, Дојран, Кавадарци, Росоман. Па што да кажам, половина. Наков вели дека рудниците се само додаток на јонака проблематичната еколошка слика во државата. Сетлив момент. Граѓаните се вознемирени, граѓаните се плашат за својата иднина, зборам на источна и југоисточна Македонија, со еден процес на лудничав за претварање на половина Македонија во рударска земја. Македонија во овој момент, вика, веќе има исклучително сериозни прашања, кои што директно го загрозуваат здравието на луѓето. Пробиштип со 15.000 хектари, најконтаминирана почва во Европа со гаранција. 15.000 хектари. Скопје со 12.000 тона линдан закопан во сред Скопје. Канцероген воздух, еве ние сега седиме овде и го дишиме. Велес, на секоја прашинка, на секој покрив, историски отпад од јаловиштето што не може никој да го тргне од таму. Битола, радиоактивни отпади, не. Па луѓе, знаете, веројатно концентрационите логори на Хитлер делувале посимпатично од овој амбиент. И сега на се ова што треба се решава, некој одлучил да ни донесе уште 20, 30, 50 рудници на смртта. Нашава влада, ние како граѓани, не сакаме да бидеме вознемирени. Ние како граѓани не сакаме да живееме уплашени. Ние како граѓани сакаме да се разбудуваме спокојни и мирни, да развиваме земјоделие, туризам, лесна индустрија, тоа што Господ ни го дал. Коалицијата О2 и други еколошки граѓански здруженија вчера имаа средба и со премиерот Заев и заменик министерот за животна средина Јани Макрадули, пред кои ги изнеле своите барања за итни мерки против загаденоста на воздухот, но и за отворањето на рудниците.